за нас, верниците. И исцелување, и радост, и се нешто што може да се случи најубаво во животот. Како го запознав Исус Христос и која сум, ќе ви раскажам сега во моментот, бидејќи јас сум Елена Чагоровка, родена сум во Скопје, живеев во Скопје, се додека не се омаже и не дојдов во Прилеп. Тогаш кога дојдов во Прилеп, имав прекрасен живот со мојот сопруг, кој ми беше исто и колега на работа и другар и се. Имавме прекрасен живот. Никој пат немавме кавга, секој пат споделувавме се, децата ги раставме во љубов и мир, али при крајот, да речам, во средината на најубавите години, негде 40-50, почнаа многу бури во животот како кај сите. Со нервози, со нетрпение, на работа и на секаде, како што и денешниот живот се ни носи. Но најголемиот пресврт беше кога мажот ми почина веднаш после пензијата од како ја оствари по 1 месец, не ја ни зеде. Исто и тогаш јас заминав и нашиот план беше, како што Исус не така нашите планови, секој пат не се остварливи, значи да шетаме, да се радуваме на животот, да ги чуваме внуците. Не се исполни тоа. Пиејќи кафе, мојот маж почина во разговор. Тоа беше најголемата болка што можев да ја доживеам. Имав и други пресвртници во животот и проблеми, но тоа мислам во моментот ми беше најголемата болка, тага и ми искраши воедно. Веќе не личев на себе, во 10 минути пресвртница во животот ми стана, така што не можев да се опоравам. Здравствено почнав да губам се. Почнав дури психички да се оптеретувам, дека како не можев да сетам, тоа може да се обвинува. Како не можев да сетам дека може дека е болен или да се обвинува. Но помина месец и пол, децата веќе ме гледаа во каква состојба сум и ми велеа да дојдам кај не во Скопје, да ми прават друштво и така натаму. Но злиот, сега разбирам, не ми даваше ништо да направам за себе. Седев дома, се изолирав со луѓето, излегував повремено надвор, ама почнав да не можам да се движам, да не можам ни да размислувам со својот ум. Добивав тахикарди, не можев со ништо да се утешам, ги избегнував луѓето, не сакав да зборувам, а јас сум многу комуникативна личност. Најпосле толку многу тешко ми беше што морав да се јавам на доктор. Почна притисокот 200, 210, 120, 130 да ми се качува. Холестеролот, триглицериди се качија, тахикардија, а пред 3-4 години пред тоа ставив стен. Почна гусење на срцето, лупање, не можев ни 100 метра да одам. Почнував на клупи да седнувам на една, на друга, воопшто не можев да се движам. Не знаев што се случува. Си велев, ајде, повремено е стресе, ќе се средам. Но отидов на доктор, бидејќи моите деца инсистираа и ајде да го направиме и тоа. Појдов, докторот специјалист, кога ме прегледа, беше зачуден, а ме знае откако сум во градот 30 години и повеќе, и ми вели, ти не личиш на себе, го сменив ликот. Не бев јас таја, змечена, здробена, како некој друг да влегол во моето тело. Чудно изгледав, не бев таа јас. И ми вели вака не можна. Просто запушена ти е кариотидата 75%. Тироидна лезда е со 2 цисти и тумор. Убрезите имаш во едниот 4, во другиот 3 цисти и многу камења и во едниот и во другиот. И тука јас имав проблеми со очите и ќе ви раскажам едно по едно. И ми се чудеше за крвниот притисок. Бидејќи пробавме со терапија, многу
менување на лекарствата и така натаму, имаше успех. До следното идење во Скопје, бидејќи таму имав масажа од наш сотрудник, наш брат Даре Петрески, кој се знаевме одамна, отидов на рехабилитација за телото и бидејќи оперирана сум од дискус хернија. Кога се видовме со Даре, се зачуди, таква ми е состојбата, всушност беше видлива и плюс тоа пушев многу, бев пушач и место една кутија, јас по 2 кутии пушев, затоа што мислев тоа ќе ме смири. Така што знаев дека не треба. И кога појдов ке Даре, настана првиот пресврт во мојот живот. После масирањето ми вели дали одиш на гробишта, оде по 2-3 пати и така натаму. И му ги кажав на смаките и ми вели медицински може има, нема лек, ама јас знам кој може да ти помогне. Дали сакаш да се помолим? Дали веруваш во Господ, во Исус Христос? Велам, верувам, како што сите сме верувале предходно. Верници, а не сме биле верници. Сега многу работи дознавам и многу ми е жал. Но мислам дека сето тоа ќе можеме да го споделиме со сите за што побрзо да стапат во Исуса и да можеме да спасуваме души со нашите сведоштва. Така, новиот мој доктор и специјалист стана Исус. Започнав, наеднаш го прифатив сето тоа, се помоливме во истиот момент. Следниот по 2-3 дена имаше средба во вторник. Се оствари таа средба. Иако ништо не ми беше јасно, ништо не сватив од првата средба, само чувствувавме плач, тага, покајување, што не можевме да го објасниме. И од тој ден настана пресвртница. Почнавме, имаше проблеми и мојата внука, заедно со ќерката, што бев сместена во Скопје, и почнавме да се молиме интензивно. Првото што научив ми беше да клекнам пред Исуса. Клекнав покајнички, покорно, во солзи, потонав во солзи, заедно со мојата ќерка. Се молевме бескрајно, иако не знаевме како да се молиме. Ти течеа зборовите, ние баравме прошка од Исуса, баравме да ни помогне и велевме никој пат повеќе не сакаме да се вратиме во земниот свет. Бидејќи не сакаме болести, сакаме промена, слобода, сакаме здраво тело, а се уште не знаејќи за Исуса, ние сето тоа го прифативме, не мислејќи дали тоа ќе се оствари или не. Но Исус, откако ги отворивме срцата, за многу кратко време, значи тоа беше точно за 2 недели, внуката се исцели, почна мојот притисок од 200 до 210 да се смалува, да дојде до 130, до 100 и понизок, значи како по книгите медицински. Ама не се кајки лукавиот, не се кајки да бидеш здрав, исцелен и да ти е друг татко, таткото на светлината, да обиде кој што е во темнината, да потне, да ми става препреки. Таска ми се качи притисокот, ќе се симне, ме колебаше, земи таблети. Сега направи ова, направи тоа, зошто да ја слушаш групата, исклучи се и така натаму. Но верувајте, сврстата вера, верувањето во Исус, првото сведоштво дека за многу кратко време без таблети ме исцели со притисокот, толку цврсто се држав, со цврста вера, дека можам се со него. Ништо не ми пречеше, не ме вознемируваше. Станав толку смирена личност. Ликот го сменив за месец дена. Почнав да пешачам, место по 100 метра, 20 да седнувам на клупи, пешачам по 5-6 километри. Од Кедарко, дојдов со такси пред врата
Од 2 километри пеш се враќав и одев од првиот ден што се помоливме. Окей. И сега читаш Библија, слушаш проповеди, тука во вторниците е редовна, заправо. Што, како сега го гледаш сето тоа? Сега, на Библија. Значи, ова е прекрасно сведоштво, кај што може Исус кај било кого да просведочи. Бидејќи како чудно интервенираше во мојот живот, и јас мислам дека може ке секого се да направи. Само ако предадеме се во неговите раце. И како што реков, не нашите планови, Исусови планови. Треба Исус да го слушаме. И не срцето што вели да, не умот што вели. Да го заустаме јазикот, устата, да не се навраќаме на минатото, да оставиме се што било во темнината, се што е земно. Никој да не дозволуваме да не повлече назад. Ни роднина, ни пријател, ни сопруг, ни деца, никој. Бидејќи Божиот план и волјата Исусова секој пат е носена со радост во секој од нас, со љубов. Ова сведоштво потврдува дека нашиот Бог, нашиот Татко Небесен е жив и се остварува, верувајте Словото, со силата на секој пишан збор во Светото Писмо. Значи, откако почнавме да читаме во Библијата, се отвараат нови страници, ново размислување, љубов која што досега не сме ја живееле. Значи, се е можно само со комуникацијата со нашиот жив Бог, со нашиот Татко Небесен, со неговата љубов и милост. Велат некој како ти се остваруваат сите молитви. Мене, јас не знам дали ќе се остварат. Јас само молам за живот, здравје и мир во мене, во моето семејство, во заедницата. Друго не барам јас. Да. Не барам ни материјално. Да. Сега, последното чудо по молитвите што Господ го направи, последно беше со здравјето. Со така, тоа да го кажеме. Сега, Значи, во месец септември, прво, имав голем проблем со рацете, со коцките, затоа што со големи отеци, дупли на зглобовите и секаде околу рацете, болки, нешто невозможни, не можам да ги опишам. И јас ги трпев тие болки, бев трпелива и повторно се надевав на Исуса. Никој пат не се откажав, верувајте, никој пат не се посомневав. Знаејќи што направи за мене, јас сето тоа го истрпував и сепак го славев. Знаев дека еден ден ќе ме исцели. Но се случи чудо. Овде ми рекол дека имаш тумор и нешто неоткриено, ме пратија во Скопје. Во Скопје ги направивме на реуматологија сите прегледи. Искен на костки, испитување со крв, се можно. А додека сето тоа го правев, рацете постепено ми се смирува. Но бев секој пат во молитва. Што со трудниците, со Манди и тихо се молевме. Значи, постојана молитва 24 сати. Само кога спиев може и во сон да се молев, верувајте колку ревносно и од сето срце се молев. И верувајте додека ги правев тие прегледи за една недела, брајно резултатот беше, докторката се смееше, сето ова џабе го правевме, вие ништо немате. Вие сте здрава, вика да си одите дома, не ви треба прегледи. Какви остеопорози, артритиси, какви тумори заминете, одите и не се плашете, здрава сте. Вие не знаете колку го славев Исуса. А во меѓу време бев голем пушач, што пушев 30-40 години и се молевме со Манди и тихо дека овие раце кои се болни, отечени и кои се молат за Исуса, не треба да држат цигара, дека е тоа грев, најголем грев, и дека не треба устата да е полна со димо и отрови, туку устата за Исус да го повикува. Тихо,
Но става чудо. Уште Со еден пушиш? збор напишано тихо, да ме подсети. Дали пушам, дали ги оставив. Пушиш? Ора, уште пушиш? Не И остави ми цигарите? рече, цигарите оставај ги. Заповед е ова на Исуса. Цигари. И јас во истиот момент тоа беше чудо Божјо. Ги тргнав цигарите и реков не пушам. Значи колку значи цврстата волја да го прифатите не само со уста, туку со срце, со вера Исуса. Да знаете дека вистина ќе ви даде сила да се изборите за тоа што го сакате. И ми даде сила никога да не помислам за нив. Никој пат. Но сатаната, злиот, не сака да останеш во мир. Знаеме дека тој со сила влегува и ќе те разубедува. Во некој утро ќе станев со раката ме боли, не беше потечена. Но ќе ме вознемирува, па рамото, па нешто друго. Но со една до две молитви тоа запираше. Од цврста вера и не му придава значење. И решив во декември месец јас да направам целосно испитување на сите болести кои што ги имам. Бидејќи Исус постапно ми исцелуваше. Да. И ни вели во Светото Писмо, според верата ќе ви дадам. Мојата вера се повеќе растеше и љубовта кон Него, заедништвото. И се научив од Исус на благодарение на сето она што го поминуваме во заедницата, заедничкото читање, она што не поучуваат манди тихо. А почитувајќи го сето тоа, не само да го слушам, да бидам и извршител нивни. И јас, кога поидов на специјалистички преглед, тоа што срцето ме праќа хитно за Скопје и за поновно ставање на стенти, на многу работи, сега докторот се чудеше. Срцето прекрасно функционира, воопшто не е запушено. Срцето добро работи, притисок од 120 со 70, со 80, ми го мери и се чудеше, вика шо земате? И му кажува дека таблета на Сабајле, Исус таблета на вечер. Тоа ми е за притисок. И се смееше. Кариотидата што ми беше запушена, се уште запушена, но ми рече дека тоа ти е од цигарите. Му велам, доктор, јас веќе и не пушам. Се изненади дека колку ме убедуваше, колку е штетно за срцето, јас како ги откажав, кој ме убеди? Повторно му кажав, Исус, молитвите. Но се смешкаше со недоверба, а на крај потполно се увери дека тоа е така. Ко ми е прегледа тироидната жлезда, дистите стоја, значи не се зголемени, но туморот никаде го нема. И ми вели како може туморот да го нема. Бидејќи тој го откри, тој ги правеше пунктите, испитувањата и сега ми вели како го нема. Јас терапија не ти давам, нешто да не пиеш. Не, докторе, ништо не пијам. Јас ви реков, верувам во Исуса. Така е, ви вели. Ова е чудо. Бидејќи сакав да им кажам на другите пациенти, ако се земала нешто од медицина, од алтернативна медицина или од друго, да им пренесам како се исцели. Не да им пренесам дека Исус исцелува. Благодарение на сето тоа и бубрезите ги проверивме, кои беа со 4 и 3 цисти, полни со камења беа, имав и болки. И ми вели, Елена, ова е последното чудо што не можам да верувам. Еве, погледни ми вели, на ехото, немаш камења. Аде се вика, ги нема камењата, беа внатре во бубрегот. Имаше болки, не. Овие се стопени, не знам како. Цистите ги нема. Ниједна циста немаш во бубрезите. Слава ти, Исусе. Јас, додека појдов до општата докторка, матичниот лекар, му пеев на Исуса, ги кривав рацете насред улица. И велев, слава ти, Исусе, најголем си. Чуда правиш, Исусе. Те љубам, Исусе, те љубам од се најмногу на светот. На никого не верувам. Само него му верувам.
Тој ми е доктор, специјалист и се ми е. И уште едно чудо направи со моите очи. Јас имав многу слаб диоптер од дете, цилиндер носев, а едното око беше оштетување на рожницата, да го изгубам видот. И некако несериозно го сватив, имав болки и се, одев и во Софија, овде немаше апаратура, се прегледав, ми препорача, ми дадоа терапија, но ја пиев кратко, 5-6 месеци и после заоставив. Финансиски не бев спремна за да заминам Бугарија и така натаму и останав без прегледи 10 години и повеќе. Се до сега до Исуса. Јас воопшто за окото не се молев. Од толку болести, толку што ми беше телото, мислам, веќе најслабо, јас за тоа немалку мислев, затоа што во моментот нема проблем од него. И на крај привршуваме. Кога појдов, тето тоа го немаше. Слава ти, Исусе. Слава на Господ Исус Христос. Амин. Да ги видиш реакциите. Амин. И плюс последното чудо, еве да ја надополнам Елена, има 2 керки. Првата е во Скопје, верува, тука се приклучува, се слуша, пее, преведува, окей. Втората керка е мажена во Тетово, мамаш има едно дете, не сака второ дете, ама мамо се моли, бели, Господ воли. Вчера, завчера се породи, машко бебе се роди и се вика Филип. И тука беше чудо. Бебето се роди, како беше? Дробови, воспаление. И та пиша одма во групата црква. Одма јавува, сите молитва, сабале, здраво е бебето, ајде дома, во Тетово. Слава на Господ Исус Христос, се промени во незиниот живот и сите сме радосни заради ова. Амин. Многу важно. Амин, ке секого. Амин. Уште едно да кажам, браќа и сестри, никој пат не губете надеж. Во светот, бидејќи има победа, има и загуба. Но во Исус вечито сме ние победници, само со Исус. Исус ја победи смртта, сатаната и ни подари живот. Никој тој живот не може да ни го одземе. Само ни дава Исус, не наградува. И треба да му бидеме верни и честни слуги. Верни, да, така е точно. Се согласувате? Исус да излее уште многу благослови, еве ги и Шимка е во Германија, сите долго години, Бог да намножи вера и љубов и радост сега како ги гледам, ги тргнал сите проблеми од твојот живот и навистина ти подарил се е ново, старото помине, све е ново. Ете така. Па во друга прилика ќе се видиме повторно заедно и таму, овде, не е важно. Елена, да си жива и здрава, ти благодариме. Да ве благослови Исус, да ви даде мир и љубов. Само отворете ги срцата, примете го во своите срца и да му верувате. Никој пат да не се откажувате. Стоите. Само Исус може да ни помогне. Така е, во право сте вели. Амин. Ете така, благодариме за сведоштвото и ние сега веќе влегуваме да прочитаме нешто од Нов Завет што читаме да видиме. Да си жива и здрава. И благословени. Амин, Ивија. Благословени да сте, драго ми е. Амин. Ајде, Елена, се слушаме.